Првично огромна благодарност до општина Кавадарци и до градоначалникот за тоа што успеа самите со сопствени средства да го создадат овој систем во рамки на општина Кавадарци и да го споделат сега со Министерството за внатрешни работи. Се гледа кој работел во минатото, а кој не работел. И тоа е многу очигледно. Тоа е многу очигледно. Со овој систем на преку 200 камери кои што ќе ги имаме на територија на општина Кавадарци во рамки на системот на Министерството за внатрешни работи, и те како ќе го подигнеме квалитетот на работењето на Министерството за внатрешни работи. Факт е дека криминалитетот како бројка е намален во изминатиот период од кога тие се пуштени во употреба, но факт е дека со наша посветеност и со функционалност во рамки на системот на Министерството ќе ја подобриме и така подобрената веќе фактичка состојба која што имаме како бројки. Огромна благодарност до премиерот, председателот на македонската влада, за тоа што одвои време да биде присутен во рамки на овој настан и да го даде значењето кое што го има нашата влада во однос на потребата за безбеден град и безбедни граѓани. Ние сме фокусирани максимално на проектот кој што е поврзан генерално со обезбедување на една безбедна држава, така да кажеме, со имплементирање на сите оние проекти кои што се поврзани со Safe City, како во Кавадарци, така и во Скопје, во Куманово, во Тетово. Нажалост, тоа ќе биде малце подолг процес од оној кој што очекува во рамки на техничката влада, дека ќе за одредено кратко време ќе можеме да го имплементираме, ќе ни треба малце подолго време, заради тоа што овие претходно не оставиле во состојба какво што не оставиле, но ќе сториме се што е во наша можност за да максимално брзо и ефикасно ги ставиме во функција овие технолошки системи кои што ни ги нуди 21 век во овие 4 града, понатаму се надевам и на целокупната територија на Македонија, се со цел да имаме побезбедно општество. Секој еден од оние човечки животи кои што ги губиме на годишно ниво, а таа бројка богами е огромна, 126, 128, па и 140 во изминатите години, од кои најголем број, повеќе од 80%, мислам дека беше бројка на луѓе, млади луѓе до 30 години. Навистина мораме да ја намалиме, тоа мора да биде нашиот фокус и уште еднаш со нашето присуство овде и со сето ово кое што го имплементираме како проект, покажуваме дека нашата борба за безбедност на македонските граѓани е јасна, посветени сме, работени максимално и се надевам дека за максимално краток временски период, колку што дозволуваат сите оние потребни чекори кои што треба да ги преземеме во иднина и во делот на техничко имплементација на проектот, особено во делот на правна легислатива и организациона поставеност, ќе ги спроведеме и ќе си ја реализираме целта за која што и функционираме. Благодарам уште еднаш.